Добар ден и од мене, пријатели, добро дојдовте во уште едно издание и рубрика Прашање и одговори со Јосиф. За сите оние кои што по прв пат можеби денеска ме следите и се среќавате со мене, она што јас го правам е одговарам на вашите прашања, а вие вашите прашања може да ги поставувате на социјалните мрежи, на моите лични профили Коуч Јосиф Инстаграм и Фејсбук, а истото може да го направите користејќи го хаштагот Ask Јосиф или користејќи го телефонскиот број на телевизија Телма, а тука јас ќе се потрудам да ви дадам и да најдам најдобар одговор кој што ќе ви донесе вредност на секого од вас. Доаѓа од Атанас кој што прашува што најмногу ми ја уништува енергијата во текот на денот и што предизвикува падови на концентрација на енергија. Генерално, Атанас, овие појави на падови на енергија и концентрација се повторно секојдневие кај многу од луѓе и тоа е број еден по мене проблемот хроничниот умор, да тоа станеш уморен после спиење, да имаш падови на концентрација и на енергија, да ти се спие после ручек и слично, но ова одземувачи на енергија по мене би ги врстил, на прво место би го ставил лошиот појадок и појадок кој што изобилува со многу шекери, како многу луѓе јадат пецива, многу луѓе јадат мачканици, многу луѓе јадат корнфлекси и така натаму, работи кои што изобилуваат со шекери и тоа предизвикува големи скокови на шекер во крв, кои што после кратко време инсулинот, затоа што е задолжен да го регулира вишокот на шекер, го трга на страна и тука имаш пат на енергија. На второ место би ги ставил енергетските пијалоци и сокови кои што се исто така огромни, со кои што внесувате огромни количини на шекери и повторно се прават такви скокови и падови на шекер во крв и тоа се практично моментални стимуланси за енергија. Тука е и преголемата конзумација на кафе. Јас би рекол да не бидат повеќе од 2 кафења дневно, тоа е сосема доволно затоа што се што е повеќе го превозбудува системот и придонесува обратен ефект да бидеш се поуморен. И на четврто место би ја ставил пржената храна и немањето на растителни влакна, затоа што оброците кои што се прекалорични, пржени, премрсни, а имаат малку растителни влакна, прават еден ефект кој што е познат како кома од храна и практично многу од луѓето после таков оброк се чувствуваат тешки и сакаат да легнат и да одморат, затоа растителни влакна при тој оброк гледај да ти бидат во доволни количини, а тоа значи колку што е оброкот, нека биде и салатата со тој оброк.